Добро вечер, добро дојдовте во вечерашното издание магазин со Томич. Најпрво да ви благодарам. Многу ви благодарам што навистина бројките се огромни. Огромни бројки за сочувство на вашиот брат, вашиот син, навистина македонски Ѓорги Томич, кој еве морам вечер да искористам таа благодарност, оти не можам на сите да ви одговорам. Но од сите 5 континенти тоа мене е голем предизвик и обврска уште една да продолжам максимално по патот по кој заедно со Ѓорги бевме сите овие години. Бидејќи навистина секогаш збореше: тато, многу ми значеше твојот пријател и тој упокоен, Нестор Огинер, кој велеше токму пред Ѓорги, не заборај чичко Нестор што ќе ти каже. Први сме македонци, а потоа сме луѓе. Правеше дистинкција што е македонец, а што е човек. Значи, еден млад корпус, му, како јас тоа сите години го воспитав, да биде патриот и да си ја сака татковината и семејството. Еве, тоа беше таа порака што јас ви благодарам што ми ја пративте, а тоа и вечера и темата наша што секогаш збориме до кога ќе бидеме со патерици или со поддршка на меѓународни центри, имајќи факт дека Македонија е пред клучни предизвици. Дали конечно можеме сами, без тутори, без наметнати решенија, судството, здравството и образованието, 3 области кои бараат итен рез, прочистување и враќање на професионализмот. Како да ги пресечеме пипците на октоподот во судниците? Дали можеме да создадеме држава што ќе се бори против корупцијата, наместо да ја поддржува? Тоа ќе отретирам вечера со мојот почитуван драго син, пријател и брат во Христа, неговата екселенција Маријан Ѓорчев. Добро вечер и добро вечер. Дали реформите се само привид или можеме сами да направиме вистински промени? Како да ја ослободиме државата од клиентелизам, корупцијата? Дали Македонија конечно ќе изгради собствен пат или остануваме заложници на туѓи интереси? Значи, и вечера ќе ги поздравам моите најблиски соработници, мојата Кристина Томич, мојот продуцент и главен креатор на оваа програма, и Ивана Алексова. Барам джингл и се враќаме во студиото. Останете со нас. Сега, темата, како што реков, може ли Македонија напред со собствени очи? Ќе ми дозволите да отворам со еден коментар врзано за и околу патувањето на председател на владата, господинот Христијан Мицковски во Соединените Американски држави, кој создаде големи противречности на тие големи поддржувачи, чувари на економијата, стабилноста, општественоста, македонизмот, а знаеме кој е резултатот овие особено изминати 7 години. Во интерес на времето, да одиме со коментарот и се враќаме во студиото. Одиме со коментарот. Третата посета на Мицковски во Соединетите Американски држави. Паника кај платениците и петоколонашите. Најновото патување на премиерот Христијан Мицковски во Соединетите Американски држави повторно ја разгори нервозата и двојните аршини на оние што со години ја пустошија Македонија, а сега се преправаат во некакви морализатори и демократи. Овој пат Мицковски оди во Вашингтон на конференцијата за конзервативна политичка акција, СРАС, форум каде што се собираат водечките десничарски и конзервативни политички сили од целиот свет. Присуството на премиерот на ваков настан, каде што своји говори ќе одржат личности како Роберт Фицо, Лиз Трас, Стив Бенон и други, не е случајност. Ова е уште една потврда дека Македонија конечно ја гради својата сувереност и позиција во меѓународната политика, наместо да биде вечно поданички настроена кон бирократите во Брисел, Берлин и Париз.
Но наместо да го анализира значењето на оваа посета, добро познатите платеници од поранешниот режим на Заев, Ахмети, Димитров и Османи веднаш почнаа да ликуваат по нивните медиуми и портали, напагајќи го Мицкоски со банални и прозирни аргументи. Кој се плаши од Трамп и новиот светски поредок? Очигледно е дека вистинската причина за нападите врз Мицкоски не е самото патување, туку стравот од промените што доаѓаат во глобалната политика. Со враќањето на Доналд Трамп на светската сцена, завршува ерата на безличните бирократи кои ја држаа Македонија во заложништво, принудувајќи ја да се самоуништува заветувања што никогаш не беа исполнети. За подсетување, токму овие либерални структури го создадоа неголемото национално предавство, промена на името која ја наметнаа без подршка од народот. Кога Зоран Заев, Никола Димитров, Бујар Османи и Димитар Ковачевски патуваа по светот, нивните средби служеа само за исполнување на туги агенди. Тие не одеа кај Трамп, не одеа кај конзервативните сили што ја градат иднината, туку шетаа низ Брисел и Берлин со наведнате глави, молејки да добијат некакво да за преговори со Европската Унија, додека зад нив оставија раскрадена држава и уништени институции. Денес, кога Мицкоски се среќава со луѓето кои ја обликуваат иднината на Америка и светот, старите плантеници паничат. Се плашат дека нивниот монопол врз Македонија завршува. Се плашат дека конечно ќе се отвори вратата за вистински суверена политика наместо слепо служење на бирократската елита од Брисел. Моралните критичари што ја урнисаа Македонија. Да се разбереме, денес најгласни противници на патувањето на Мицкоски се истите оние кои го променија уставното име без да прашаат никого, потрошија и украдоа 32 милиарди евра од буџетот, не изградија ниту 1 километар автопат во 7 години, не изградија ниту еден клинички центар, дозволија здравството да биде во распаѓање, што резултираше со трагични загуби, како смртта на младиот Ѓорги Томиќ на хематолошката клиника во Скопје. Кој има право да зборува за трошоци кога овие луѓе ја оплячкаа државата на секој можен начин? Дали истите медиуми што сега прашуваат дали патувањето е на државен трошок, некогаш прашаа каде завршеа милиардите од македонскиот буџет? Дали прашаа кој го дозволи масовниот криминал на функционери од СДСМ и ДУИ, кои се уште не се отстранети од клучните позиции? Ако зборуваме за државни трошоци, нека одговорат. Колку пари потроши Зоран Заев за непотребни лобирања низ Европа? Колку чини рекетот што го организира низ бизнис заедницата? Колку невладени организации плаќаа за да се поддржи предавството на Преспанскиот договор? Зошто е важно што Мицкоски оди во Вашингтон? За разлика од тие што ја уништија Македонија, Мицкоски оди во Вашингтон на покана. Оди таму каде што вистински се одлучува за глобалната иднина. Оди на конференција каде што ќе се градат новите политички сојузи, а Македонија конечно ќе има свој глас. Тоа е најголемиот страф на старата гарнитура која со години служеше на глобалистичките центри за моќ. Крај на привилегиите на платеничката елита. Со посетата на Мицкоски на СРАС, Македонија прави важен чекор напред. Веќе не е доволно да се биде послушник во Брисел. Денес државите што ја водат конзервативната политика, како Унгарија, Словачка и Полска, се тие што обезбедуваат вистински национален просперитет. Ова е политиката што Мицкоски ја следи, суверена, државотворна, патриотска. Затоа нападите врз него нема да запрат, но тоа само покажува дека Македонија конечно излегува од канџите на старата мафијашка гарнитура. Стравот кај платениците е очигледен. Нивната моќ слабее, нивните наредби од надвор веќе не важат. Македонија е на пат кон своето национално будење. А оние што критикуваат, нека се подготват. Новиот светски поредок не е на нивна страна. Автор на текстот Слободан Томиќ.
Да, почитувам благодарам на Владимир Перчуклиев за интерпретацијата на коментарот. Како што кажавме вечерва е неговата екселенција Маријан Ѓурчев, темата може ли Македонија напред со собствени сили. Структурата на емисијата е, како што реков, 60 минути, мајчи факт дека чини остана околу 50 на минути, но ќе место да говориме и да слушнеме од неговата екселенција, како еден врвен, искусен дипломат, политичар и македонец, секој што викам, пред секој докажа како се сака и почитува Македонија. Ако ми дозволите само еден вовед пред првиот блок на сето ова, значи клучна порака е Македонија мора сама да ги испроведе реформите, без тутури, без политички патерици, до сегашните политички елити ја направија државата политички инвалид, корупција, клиентелизам, нефункционални институции. Дали можеме брзо и ефикасно да ги сечеме пипците на октоподот, знаете, таа познатата фраза на Бранко Црвенковски, но никако тоа да го спроведуваше на дело во судството, здравството и образованието. Ваша екселенцијо, еве во првиот блок корупција и правосудство имаме околу 15 минути. Првото прашање, дали правосудството е најголем кочничар на реформите? Па сега може да се гледа двосекло, значи од два аршина, од би рекол низ и од едната и од другата страна, значи секогаш дебатите дали правосудството е поврзано со политиката, така, произлегува тоа дали политичките тела или би рекол оно што представува институциите во Република Македонија имаат влијание врз изборот на правосудните органи. Во Велика Британија владата ги предлага судиите, горниот дом ги назначува. Во Јапонија исто така јапонската влада ги предлага судиите, царот ги наименува. Во Франција премиерот, собранието назначуваат 1/3 од судиите. Во Америка председателот во време на неговиот мандат во Соединетите американски држави ги назначува оние врховни суди на кои што им доаѓа време да бидат избрани, а Сенатот ги потврдува. Тоа значи дека во сите земји од оној, би рекол, колективен запад за кој што кон кој што и ние припаѓаме, дека постои врска помеѓу политиката и правосудството. Сега останува прашањето, кога постои така врска меѓу политиката и правосудството, како во делот на самиот правосуден систем тој може да биде независен. Кога може да биде независен? Јас како економиста би рекол дека тој може да биде независен тогаш кога судскиот буџет ќе биде независен. Значи најголем дел од судскиот буџет, сите оние такси што ги плаќаме кога одиме во поразни ситуации во судот, не завршуваат за унапредување на она што представува целокупниот процес на осовременување, дигитализација, едукација, посети на еминентни странски, да речеме, или слични земји од западниот свет кон кои што ние инклинираме, на кои што гледаме како тие функционираат. Тоа не се случуваше во минатото. Имавме толку многу застои во делот на што представуваше снимање на седниците, дигитализација на седниците, начинот на кој што стручните соработници ќе може да бидат вклучени во процесот на напредување и слично. И сето тоа допринесува, значи, токму таа финансиска независност ќе определеше и суштината на независноста на судството. Јас не сум од тие кои што ги гледаат работите одагол на тоа дека судството има 2% доверба кај граѓаните. Судството има 2% доверба од граѓаните затоа што политиката тоа го прави така. Извршната власт со своето мешање во изминатите периоди направи еден таков амбиент во кој што судството, па не само судството, и обвинителството беше ставено во подредена положба. Така. И она Монтескиевата уште доктрина за демократија во смисла на поделба на парламентарна, извршна и судска власт, тоа е основата ние да го направиме правосудството независно. И во тој контекст мислам дека ако се сеќавате 96 година имавме реизбор на судиите во собранието. Имавме реизбор на судиите во собранието и беа избрани македонските судии кои што во тој период имаа и сериозна доверба од граѓаните. Сега, бидејќи политиката на некој начин исто така нема некоја голема доверба околу излезеноста на гласањето, или пак, ако го земе овој пат исклучок беше ова референдумско гласање кога политиката доби над 600.000 гласа, ВМРО ДПМН вреди влен на албанските етнички партии и знам,
што фактички е референдумско гласање, на некој покажува дека политиката добива сега мандат од народот. Исто така би требало и правосудните органи да добијат мандат, оно што се вели доверба, на начин кој што од моја голна гледање, јас не сум во правосудната сфера, не би можел да коментирам во тој дел, но јас кога гледам работите, мислам дека добро тие сами преку собрање на судиите со предлози од сите оние кандидати кои што прво треба да бидат членови на судскиот совет, нели? Да бидат избрани, па потоа секој судија, оној кој што треба да биде избран, да биде потврден преку Сдруженијето на судии во собранието на судии, кој што ќе биде исто како избор на речеме на било кое тело во кој што се бира во собранието, и учеството на собранието да биде сигнификантно како верификација на тоа што ќе го направи собранието на судиите. Значи претходно мора да се врати довербата во фелата. Тие да бидат вклучени во целиот процес, да бидат разгледуван проблемот со стручните соработници кои што со новите законски прописи, знаете, ние тргнавме по една линија во која што убава работа е академијата, обучувањето, науката во академијата, но што правиме со оние кои што стручни соработници кои што работат по 10, 15, 20 години, имаат сработено 20.000 предмети, сега немаат никаква шанса да влезат да станат судии во македонското судство. И тука улога треба да има министерството како да најде брза патека тие луѓе кои што многу знаат о правосудството, со многу решени правосудни предмети, да бидат вклучени во изборот на судиите. Едноставно, тој реформски процес не може да биде еднодневен чин, не може да биде дека, тоа треба да биде континуирано пред се градење и убедување на граѓаните дека македонското правосудство е дел од општествениот систем во сите три подсистема. Прво е управување, тоа е нормално институциите, потоа е економијата и на крај надградбата во кој што се разбира дека тука е сите оно што говоревте, образование, здравство, култура, спорт и се друго. Сега правосудниот систем е тука некаде во сите тие три сегменти, во сите тие подсистеми, тој некако е независен, треба да биде независен. И ние мора да му обезбедиме таа независност. Мислам дека со ова што сега се прави од актуелната влада, дека се првите никулци на преиспитувањето на тоа што треба да биде, би рекол, опипување на пулсот како треба да оди реформата во правосудниот систем. Тоа не е лесно, нема да биде лесно, ќе биде макотрапно, ќе биде тешко, но може да се изоди. Јас исто така тука би го додал и моментот на она што имаме ние сите, што сме били на јавни функции. Вие тоа добро го знаете, подпишуваме документи до антикорупцијска комисија и до управа за приходи. И ви имате таму целокупни досиеја. Ви имате 250 работни дена во текот на една година. Секој судија, секој политичар, секој вршител на јавна должност, агенција, член на собрание, дипломат, било кој може да биде подложен на проверка преку тие два документа кои што давате морална, материјална и кривична одговорност, што вие поседувате пред да стапите на функција и како што имате кога заминете од функција. Тоа не е ветинг, тоа е еднодневна проверка. Досието постои, со име и презиме, секој ден може, дали во делот ке почнете, еве сега говорим за правосудството, по еден ден еден судија може да биде разгледуван во таа папка неговата имотно правна собственост, затоа што собственоста е манифестација на продукциониот однос. И преку собственоста гледате вие дали тој продукциониот капиталистички однос во Македонија функционира или не функционира. И така ќе ги проверите на некој начин сите судии, некои ќе се откажат од проверката, ќе си поднесат оставка, некои ќе продолжат да работат, тие што се достојни, принципијални, одговорни, тие што си ја знаат работата, оние младите кои што разбира доаѓаат со полн капацитет преку академијата, преку одредени сознанија, пак ќе кажам, потребна е многу поголема едукација, потребна е посета на семинари, тренинзи, патувања во странство, гледање на проучување на одредени предмети, повеќе едукација во таа димензија и само така со еден огромен реформски, би рекол, пакет и пак ќе кажам основно независноста на судскиот буџет, кај што ќе има средства доволно се тоа што говорам да се исполни од она што реков дигитализација, опремување на судници, снимање на судници. Меѓутоа зависи од нивните пресуди какви ќе бидат, колку се во интерес на државата или штета, ако се носат партиски клjuč, таква пресуда да му дадеш
на овој наш и така натаму, и се случува да се носат штетни пресуди, а потоа државата ги обештетува притворените или тие кои се нефер судени и се тона, со оглед дека работи партијата, односно партискиот телефон. Затоа беше на идеја да се направи еден буџет од кој самите суди ќе екзистират од буџетот колку се они соодветни, односно како носат пресуди. Тоа е независноста, но јас затоа и почнав од економската димензија. Економската. Се зависи, секој зависи се од економијата. Вие можете да бидете независен толку колку што ви располагате. Дали тоа ви проработиле црвените партиски телефони, дека тоа студија ќе става 2% на чело, ќе чека се работи за мојот живот, за моето здравје, за моите фамилии, моите деца. Дека ако не сум доба пресуда, нема да имам буџет, може да функционирам. Токму затоа реков, Да. таа врска помеѓу политиката и судството секогаш ќе постои, но таа треба да биде на ниво на, како да кажам, почитување на едната кон другата фела. Така, Почитување и следење. Да. Почитување и следење на тоа што се прави. Исто така судиите треба да бидат личности, не може да вие таков е нашиот систем. Вие не можете да излезете од политичката димензија. Судиите секаде, реков, затоа ви ги дадов примерите на Јапонија, Британија, САД. Кој како ги избира судиите и никаде не постои апсолутна независност. Но постои во делот на средствата огромно инвестирање во тоа во каков амбиент вие судите. Знаете во каков амбиент се судеше во македонските судови, со бараки, со ќумбиња на нафта или на дрва. Полека за овие 34 години успеавме да дојдеме до некаква, би рекол, основна инфраструктура каде треба да се суди. Така. Потоа го градиме системот на едукација, судиите да добијат соодветно образование, соодветна едукација, соодветни тренинзи за да може да бидат квалитетни да носат пресуди. И третиот момент е корекцијата да се елиминира политичкото влијание, тие да си бидат независни во донесењето на своите. Имавме случај, знаете, поранешен технички премиер, синот нему дипломиран на правен факултет, а добил положил правосуден систем. Што е тоа е дно на дното, што се вели. Амбасадор Ѓорчев, кои модели на антикорупцијски механизми функционираат во другите земји? Па секаде во Албанија, например, нашиот сосед кој што се зима секој за пример, ветингот, да речеме. Така? Значи тотална проверка на вашата имотна состојба. Така. Во Бугарија малце исто така подготовката за избор на судии трае многу години. Таму се проверува исто така имотна состојба пред да станете судија, добро се проверува од дедо, па се проверува од татко, па се проверува целата лоза. За да станете вие судија, се проверува поврзаноста дали во фамилијата работат неколку поколенија, едниот адвокат, другиот судија, третиот обвинител. Да нема спревање. За да нема спревање, значи и во ред други западни земји, Британија исто позната, Германија, континенталното право, британското право е друго. Значи таму кај што се прават големи проверки, значи во начелото, во почетокот да имате една системска, би рекол, контрола на тоа тие што ги бирате дека ќе бидат независни, дека ќе бидат стручни, компетентни, одговорни кои што ќе се работат својата работа како што треба. Рековме дека имаме 15 минути во овој првиот блок, еве уште во прашање, дали сме спремни за лустрација на сите оние што биле дел од корумпираните структури? Се зборот лустрација малце јас го разбирам во една друга димензија, не се работи за лустрација. Лустрацијата онака како што беше спроведена во Македонија беше погрешно спроведена 2004 година, затоа што се работеше за политичка лустрација. Така. Значи за луѓето од породечниот систем кој што според мене во таа социјалистичка република Македонија, во уставот на Македонија, барем јас што сум го читал тоа кога полагав правни елементи во економијата, стоеше дека секој граѓанин е должен да соработува со институциите на системот, на тогашниот општествен систем. Така што лустрацијата би била, за мене е лош термин, подобро би било проверка на тоа што представува грешка во вршењето на своите службени должности. Да речеме, јас би го поставил прашањето вака, кој ќе направи проверката на кој начин 8 пратеника од опозицијата гласа и кој беше методот и начинот на притисок врз тие 8 пратеника тие да гласат за промена. На името. Од тоа тие беа некои обвинети, некои осудени, некои во постапка. Се обвинителството доколку се покрене постапка, треба да покрене постапка да провери како тие дали имало присила, дали тие луѓе биле малтретирани, дали тие луѓе биле
наградувани со тоа што им прекинала постапката која што била јасно докажлива дека имат одредени грешки во злоупотреба на својата службена функција. Значи тука имате одговорност, тие 8 луѓе беа принудени да гласаат со мерки на, би рекол, недозволени, незаконски притисоци. Исто така, второ прашање, Уставниот суд во полн состав утре може да го покрене прашањето како може мандат на влада во 4 годишен период, да го менува името на државата без референдум. Дали е тоа во ред? Тоа е дел од коментарот што го напишал исто. Па да, токму тоа. Дали можете вие, јас сум сега премиер, вие сте министар за внатрешни работи, ние 20 седнуваме, се договараме. И текнало да го сменаме името без волјата на народот. Ние сметаме и го менуваме името, а немате на референдум, излегувате на референдум и ви настасуваат 270.000 граѓани, значи немате оној квантум 50+1, кој што ви е потребен. Самиот тогашен премиер призна дека немаат квантум, нема. И се, значи, и државната комисија. Се уставно прашање, тоа е уставно прашање, дали може така да се промени името на државата. И тоа е независност. Уставниот суд понатаму реков обвинителството во делот на тие, како тие 8 пратеника били принудени, кои методи били применувани, кои пострадувале, органите на прогонот, органите на редот, одредени политичари. Така. Со такви, тоа е тоа што треба, не илустрацијата, туку еден начин на проверка на тоа што било направено, сосема очигледни два примери, кои што се многу релевантни како треба да оди проверката на исправноста на донесување на одлуки во. Да бидам искрен, со го влагаме третиот блок, вториот блок на прашања. Јас од право како новинар долгогодишен, верувам дека ќе ми дадете за право, честитам на председателот на Уставниот суд кој без пардон, не го интересира никоја политичка партија, значи го интересира уставноста и законитоста, што е априори нивно начело. И ова што го спомнавте, верувам дека ќе се најде, или секако, ако не, подопрен глас вечер од оваа емисија, Абсолютно, да се тој повика, да се преиспита под кои методи и како беа тоа спроведени. Амбасадоре, одиме втор блок, тоа е здравството, образованието, системи во колапс, тука имаме 15 минути. Видовме кој е здравството. Видовме што се случува. Ваша екселенцијо, ќе си земам за право. Ова се прашање на македонците во светот, најзасегнати. Ми велат, верувате, не сакав сега да ставам на скрин, на екранот, нивните пораки. Зошто, дали сте кој прашува колку македонски државјани, македонци породи државјанство, во последните години умираат или намерно умираат? Кој тоа го прави? Нема параноично прашање, значи ова прашање врз на факти. Докаде, зашто се тоа, зашто така се случува? Еве, масовно, не идам со став, масовно иселување на лекари, корупција во тендерите, катастрофални услови во болниците. Дали е време на нов модел на провојање на јавно-приватно партнерство? Овие се работи што еве сакам со вас да ги дефинирам, доколку сакате да ми дадете како другите земји во регионот се справуваат со истите предизвици и дали е време за нов, како што реков, модел на јавно-приватно партнерство, имајќи факт дека нашиот клинички центар е дефинитивно еден вистински хорор филм. Немаме доктори, видовме што се случи, ќе спомнам најтазе случајот со мојот покоен син. Морам тоа го спомнам, бидејќи тоа е основно сомнение од основа на здравствените лекари, не само од клиничкиот центар, од Систина, да ги не бројам, сите приватни болници што упатуваат основно сомнение дека ова е намерен случај и има голема грешка на лекарите. Најнапред, пак би тргнал од тоа разбирањето што е држава. Така. Дали договорната теорија на Хопс и Лок, дали теолошката теорија, дали зборовите на Абрахам Линколн, државата тоа е народот. Ако така се разбере државата, ќе видите дека во сите држави, например, одете на времето, кој да ги спомне, клиничкиот центар во Љубљана, кој што е држава. И сега е држава. Ребро, клиниката во Загреб, државна. Така. Војно-медицинска академија во Белград, државна. Универзитетската клиника и воената медицинска академија во Софија, државна. Ше референца е? Да, тоа се референци. Значи, вие имате имиња на болници кои што се државни, и пазите и Бугарија, и Словенија, и Хрватска, па и Србија во тој дел важат за сериозни, би рекол, институции, здравствени институции кои што функционираат. Бе во Бугарија 4 години, се увери во тоа како функционираат. Постои и приватно здравство. Со ќе ми дозволите, постои приватно здравство. Во сите 4 института јас се консултирав за случајот Ѓорѓе Томич пред да
почине, сите ми река, не се секирајте, се излекува. Па, затоа велам. Значи, прво, затоа велам. Ние имавме проект за клинички центар. Сите констатираа дека нашиот клинички центар, таков како што е, како терцијарна дејност, како кај што се поврзани универзитетот, нели, УКИМ, во делот на здравствената едукација, кај што постои и, би рекол, најголемите експерти во Македонија се на клиничкиот центар. Професорите, тие кои што треба вршат работа и директорска, и стручна, и компетентна, и операторска, и секакви функции. И во тој дел имаше договор за изградба на клиничкиот центар. Имаше проект, го гледавме на телевизија тој проект во времето 2012, 13, 14. И кој беше прекрајен. И тој проект беше завршен. Значи, тој проект беше релативно ефтин, колку што сеќавам, се работеше 70-80 милиона евра. И со тој проект имаше функционално, беше прикажано во повеќе димензии, повеќе димензионална димензија беше прикажано како ќе функционира паркирањето, како ќе бидат зградите, како ќе биде влезот и излезот клиничкиот центар. Што е рак-радно да иска да се оди во... Да, па не можете да дојдете до клинички центар. И во тој дел, значи ние не успеавме, тоа беше негде пред 20, 13, 14 години, не успеавме да го направиме клиничкиот центар. Значи државата тука, она што се вели на запад failed, значи падна државата во делот на грижата за здравството. Тоа значи падна државата во делот на ковидот. Ние во делот на ковидот, само да ве подсетам, најголемата, најстрашната работа. Ние бевме во делот на ковидот членка на НАТО. Имаме околу 7000 безбедностни војници. Ние не можевме да обезбедиме како држава тогаш имунизација на гарнитура на власт која што беше, и говоревме таа гарнитура СДСМ и ДОИ, ние не можевме да обезбедиме нашата професионална НАТО армија, која што е дел од НАТО, ја вакциниравме со поклон на вакцини од Србија. Српскиот председател Вучич, кој што ги донесе 12.000 вакцини. Во не време, во едни лапавици. Пазите, руски вакцини за земја која што се смета дека е во овој момент противречна земја на НАТО. Значи, ние се вакциниравме со вакцини, нашиот медицински персонал се вакцинираше и војниот од безбедноста, сигурноста и медицинскиот елемент беа вакцинирани со руски вакцини Спутник. Тоа значи за една држава е харакери. Значи, не може да има, здравствен систем не функционира, тоа очигледно. И во делот на ковидот, по бројот на жители, по бројот на смртени пациенти, и оно што се случи, да речеме, и во клиниката во Тетово, со запалувањето на клиниката во Тетово. А Кабелот беше виновен? Да, никој се уште немаме никаква излезна одговорност по тоа. Прво, медицинските фактори за таија во тој дел, и сакам да кажам дека едноставно во една таква ситуација гледате дека здравството не функционира, долговите во здравствениот систем се огромни, значи надминуваат, не се знае колкава е дупката сега во здравствениот систем. Во фондот за здравство. Да. Нон-стоп таа се елаборира, се растега. Значи тој начин, едноставно сегашниот начин, државата мора да стави шепа. Убаво е да имате вие приватни болници, убаво е да имате и во Софија, имате Катерина, го имате Чирков, имате кардиолошка клиника, но имате кардиолошка клиника и на државната болница, имате и на Војна медицинската академија во Софија кардиохирургија, кај што државата ви субвенционира, ви дава она што сте го давале цел живот како имаме еминентен професор доктор кардиохирург Сашко Јовев кој трансплантирал 8 срца од мртов донор. Иначе воскресно постиме, може да речем 9 души. Тој е избркан од работата. Дали ние такви, збориме во делот непочитување на професионалноста при собствена кардиохирургија? Апсолутно. Каде смртноста се зголеми после него? Апсолутно сум убеден дека тој проект, јас секогаш сум бил и сега сум, јас сум следбеник во делот на она што е западната економија, во делот на Галбрейт, кај што државата мора да биде арбитар и мора да интервенира во делот на пазарните законитости и во случајот и на здравството. Значи мора да интервенира. Цела почит кон оно што представува приватен капитал, приватната собственост, приватната инвестиција, приватното знаење, но тоа се звездички кои што светкаат во темната хемисфера на мрачната хемисфера на нашите совести, на луѓето кои што ги губиме ние секојдневно заради негрижата во државното здравство. Тоа е одраз на изливање на кадри од државната клиника, што одат од приватни центри. И тоа не сме така да биде. Например, имаше, ќе ви кажам, еден проект кој што е многу легитимен.
Јас кога бев на времето, кога разговаравме со професор Лазаров, беше директор на кардиологија 97 година, го донесе професор Чирков. Така. И требаше да се направи уште тогаш третиот спрат на кардиологија, кај што беа планирани такви зафати, каде што такви момчиња како Сашко Јовев, прекрасни личности, како тогаш Жан Митрев требаше да дојде од Германија, сите во таа државна кардиохирургија, и каде што Чирков доби се заложи, даде ветување во предизборието 98 година, дека ќе едуцира 2 тима на кардиохирурзи во Македонија, во државната клиника. А тој ќе доаѓа авионски од Германија за специјални интервенции. И сега државата тоа го пропушти. Државата тоа го надокнади дури после 10, 11, 12 години. Кога се отвори, но со повторно со една политизација, со притисоци, и дојдовме во ситуација да Сашко Јовев, кој што е еден, би рекол, пар екселанс, ќе ми дозволи, бесценет кадар во делот на кардиологијата. Ама ја има таа емпатија кон пациентот. И вие го губите еден таков брилјантен кардиохирург, кој што во овој момент, да речеме, толку потребен на државата, пак зборам за државата Македонија, македонската држава, како ние можеме со такви луѓе, а ги има, верувајте, во секоја област такви луѓе, меѓутоа мораме да го решиме прво начинот како терцијарната дејност, значи да направиме клинички центар достоен, како што се клиничките центри, реков Ребро. И заслужува Македонија. Дали треба дисперзија, одделни одделенија? Имаше идеја на професорите на времето, големите професори во делот на гинекологијата од Македонија, да се дисперзира имињата на македонската гинекологија, Богданов, Димитров, сите тие да се дисперзира здравството во некоја клиника во внатрешност, например Кавадарци има една таква болница, кај што ќе може гинеколошки оддел, како што во Словенија, во Словенград се вршат, професор Водопија врши операција за бубрезите и за дисфункционална во тој дел дисфункционална бубрежна функција. Значи се може да се направи, но потребно е прво да се пак ќе почнеме тоа, да видиме колку се долговите, што треба да платиме за тоа што го одложивме договорот за изградба на клиничкиот центар, колку сега камата, колку тоа го направи претходните пенали, свесно. Повторно зборам за тоа што се направени во претходните 7 години. И сега видите треба прво да го сервисирате, да пополните дупката од 400-500 милиона евра и повеќе, дупката во фондот за здравство и за оно што представува исхрана на пациентите. Знаете дека вие морате секојдневно во државна клиника да им давате во клиничкиот центар исхрана на тие пациенти. Тоа не се сервисира со години. И некој тоа треба да го издржи, треба да го снабдува. Плачаме здравствена заштита. Значи 40 години работиме и цел живот плачаме од бруто нашата плата. Значи тоа голема финансиска потенција. Меѓутоа каде оди криј правец? Јас говорам многу едноставно, многу објективно. Ако вие имате проблем, еве случајот со вашиот син, големо сочувство, и во тој дел имате проблем, јас исто сум се соочувал во животот, сега морам да одам во приватна клиника затоа што за одредени мои здравствени проблеми тие лекарства не се на приоритетна листа. Јас морам да одам во приватна клиника, сум плаќал 41 година. Ми дал Господ здравие тогаш во тие моменти. Не сум искористил ниту еден денар од тоа што сум го вложил во животот ќе ти затреби тој ден. И сега вие морате од вашата скромна пензија да издвојувате, би рекол, многу тешки износи на средства за да сервисирате одредени проблеми за вашето здравје. Секоја чест, пак ќе кажам, приватното здравство е неопходна алка во функцијата на приватната собственост. Се забашам само за тоа, која е диаметрална разлика. Господинот Јовев 5 пати го спомнавме и ќе го спомнеме со пиетет, кој беше и сведок за случувањата, секојаш одеше да ги посети своите пациенти со трансплантација на срце. Господја Сонја Ставрич ниту изрази сочувство, а ниту отиде да го види пациентот кој му се случи вакви работи, што е голем срам. И тоа е и оценка на незините здравствени колеги од сите болници. Но еве, тоа е еден само мал простор да се даде оценка за неодговорноста, неемпатичноста на докторите. Вие во приватниот сектор, јас се за мојот проблем што во една прекрасен доктор Фани Гилевски, во приватниот сектор имате прекрасни доктори. Грижа, прекрасни доктори. Значи, морате некогаш сте упатени да одите во приватниот сектор на лекување. Па се да ти е страв да се разболиш, па идеш значи, овак хорор. Во приватниот сектор имате исто така измореден прием,
медицинските сестри Елеонора, односот на докторката кон вас, која што ги практикува тие месечни лекарства кон мене, интервенции. Значи, сакам да ви кажам дека во тој дел имате и во приватниот сектор грижа за пациентот се. Меѓутоа, не секој граѓанин може тоа да го поднесе кога одите во приватниот сектор. Тоа е проблемот меѓу државата и приватниот сектор. Дека не сектор. останува, млади отидовме повеќе од тие минути, но само најкратко падот на квалитетот на образованието ја и честитам на министерката која реши да стави крај на тоа дилетантство, материзам, дипломи од рака, од фиока и се гледа како квалитет на кадри имаме во институциите на системот. Кој е вашиот одговор на тоа прашање, како дали е потребно ресетирање на целокупниот модел на образованието? Па прво, одговор на тоа дават овие истражувањата кои се врши испитување на тоа како нашите ученици, прво од основните училишта, средните, па и на факултетите се оценувани на оние конкурентските, да речеме, училишта од другите земји. Ние сме секаде, дури во Западен Балкан, на дното во делот на постигнатите резултати. Значи, образовниот процес кај нас почнува да затајува. Зошто почнува да затајува? Тука е прашањето. Значи, почнува да затајува затоа што ние преминавме со декрет од еден во друг систем. Ние во еден друг систем имавме сосема солидно образование, вие го знаете. И тој систем на образование беше ценет. Нашите дипломи во тоа време, дури и во Германија, нашите инженери, работници во тоа време, кога постоеше идеолошка разлика помеѓу социализмот и капитализмот, нашите доктори работеа во Берлин, беа оператори, во Минхен беа, во Диселдор беа, во Белгија работеа, секаде работеа, во Франција работеа. Значи, сега доваѓаме ситуација кога имаме еден дисконтинуитет, кога помеѓу основното се направи, нели, деветолетка, се направи нешто, имаше породен природен тек 4 по 4 по 4, 4 основно училиште, 4 поранешната, како ја вика, прогимназија, порано или основно училиште по висока фаза, и потоа средно училиште, и потоа идете на факултет, па имате потоа да станете магистар, ке ви требаше добри, најмалку после завршувањето на студии, добри 4-5-6 години. Значи, и сите трудови беа такви, па да станете доктор по науки, ви требаше уште најмалку 7-8 години и да го припремите докторатот. Меѓутоа, во секој случај, имаше еден, би рекол, една правилна насока на создавање квалитетни кадри. Сегашниот министар Јанен, госпоѓа професор доктор Весна Јаневска, е искусен работник, искусен педагог на катедрата која што беше на низината патофиза на медицински факултет. Таа ги знае процесите, се надам дека во соработката со сите сега да имаме ние УКИМ. Имаме и УКИМ, нашиот универзитет Кирил и Методи, имаме и приватни универзитети, што е исто богатство, но на некој начин треба тоа да се координира, да се соработува, да се ускладат програмите, да се консолидира, да се исправат. Еве, јас сум против тоа. Јас зашто го зборувавме за тоа што јас пред 4 години напишав таа книга дека Доналд Трамп ќе се врати. Сегашни едни хоризонти дека Доналд Трамп ќе биде против трансродовото уфрлување во едукацијата, во служењето на армијата, дека што е здраво за едно општество. Значи, имате вредносен систем. Дали вие во образованието ќе ги едуцирате децата дека имаат родител еден и два, така? Или дека кога прашувате детето што мислите, дали сте едно или друго или нешто трето, некој X, нели? И што фактички вие го дефокусирате детето и што неговите таму имаше прашање во први чекори од животот. Првите чекори од животот вие го дезориентирате, го дефокусирате во нешто во сомнеш кон тоа што е. А камоли вие и не само тоа го дефокусирате во тоа што треба да го знае, како и што треба да учи и како треба да го научи тоа. Так. И затоа тука е потребен радикален рез да се вратиме кон вредностите и да знаеме што е вредност во образовниот систем, знаењето и неопределеноста на знаењето. Така, да ги напуштиме само тестовите, тестовите се еден вид на катехезиско паметење, одговарате со штиклирање да или не, но не се научите, не се учите да знаете која е причината зашто е да или не, туку само штиклирате и одите понатаму. Значи потребно е да се вратиме на есенцијалното ниво на знаење кое што би рекол секогаш е не само нормативно, административно вие донесете министерството пакет дека така ќе се оди, туку во основа кога имате нормативно административно
арбитрирање вие имате и нормативно знаење после. Некој ви го диктира знаењето. И ве насочува да мислите така што треба. Влагаме токму во тој третиот блок геополитички притисоци, македонската иднина, 15 минути, толку не и финалето. Јас исто така сум наистина бранувал дожина со вас се од 2016 како новинар, како медиум, бев еден и единствен од таа година до сега во контекст дека вистинска вредност за уништување на тој негативен патоказ, да кажем, за општествениот развој на секоја држава, позната како длабока држава, што немале храброст да ја спомнат новинарите или медиумите, бидејќи беа абонирани на тој фамозен USAID. Јас одам во што само USAID. И многу такви антидемократски, античовечки, антихумани и така натаму. Господинот Доналд Трамп пред неговото заминување или присила да замине од политичката сцена, беше токму со еден развоен план да ја заврши работата во 4-5 дена. Имам ова една инсайдерска информација, потоа се со тоа прекина. Но еве ја можноста. Доналд Трамп рече не, стоп. Дали вредеше сите овие присили што се случија за промена на името, че станеме членка на Европската унија, повторно група на политиканти во 7 години изминати, вистинска лага. Од друга страна, неговата екселенција Макрон, кој не изврши еден вистински страмен начин на политичко неоднесување, новинарска забелешка, дека денеска ќе го смените името, утре влагате во Европска унија, такви шарени лаги дефинитивно не успеа. И конечно, големиот број од народот рекоа не сакаме, бидејќи не го даваме тоа што не се купува со пари, за нешто што утре нема да важи и ќе пукне како сапунска една сапуница, да речам балон, сапунски балон. Исправете ме. Во секој случај, дали вредеше заминувањето на господинот Христијан Мицкоски во САД, каде повеќе пати во коментарот спомнав дека оди по вистинската траекторија. Како да излече Македонија од овој часок? Па најнапред посетата на неколкократните посети на премиерот, професор Мицкоски, се пред се надеж, потоа и ветување дека Македонија на некој начин со ова нова влада, со ова нова политика на силна државничка, силна државотворна позиција на Македонија, ќе најде вистински партнер, а нас не е вистински партнер од секојаш не бил, уште од времето на Вудро Вилсон, кој се залагал 13-14, кој се залагал за создавање на македонска држава. Значи пак е тоа Вудро Вилсон, пак е тоа Make America Great, а сега Трамп ја преточи после 100 години во новата максима Make America Great Again, да направиме Америка повторно голема. Нашето пријателство со Трамп, нашиот, односно сегашната политика што води македонската влада на јака државотворна позиција, со она што го прави Трамп да направиме јака Америка, јака државата Америка против сите оние NGO, невладин сектор, чии што пари не се знаат каде завршиле. Нели Илон Маск сега врши проверка. Имате 4000 негова информација. Тоа е оделение за финансова контрола на владината администрација. Илон Маск констатира дека 4.700 милиарди долари се уплатувани без символот на трезорскиот печат и не се знае на каде завршиле кој е крајниот корисник. Замислете. Значи, тоа е еден систем, тоа е таа длабока држава. Ние живееме во време на финансиот капитализам, кој што го предвиде Хелмут Шмид, еден голем германец, еден голем политичар, кој што каже дека ќе дојде време на капитализмот на дивите ѕверови. А дивите ձверови се во финансискиот капитализам мултинационалните корпорации и банкарските конзорциуми. Тоа е длабоката држава. Дивните пипци достигаат до политичките лидери, конкретно Европската унија најмногу пострада од тоа, од клиентелизмот, од тие и во делот на Wall Street, кризата и во делот на кризата со ковидот, па и сега во кризата во истокот на Европа, со Украина, со Молдавија, со Грузија, тие покажаа дека се зависни од одлуките на мултинационалните корпорации, од длабоките држави, од оние пипци кои што контролираат, како што сега во Америка Трамп констатираше што се правил USAID тука во Западниот Балкан. Само во Македонија од 2020-2024 година се легнати $290 милиона. Зашто? И повеќе. За кои активности?
Зашто? И тоа треба да се обелодени. И затоа велам дека овој пат што го прави сега Мицковски е вистинскиот пат, затоа што јас имам една моја максима. Зошто ми е мене Европската Унија, ако во таа Европска Унија мојата Македонија нема? Ако е таа разнебитена, разобличена, ако е држава со попреченост. А попреченост, знаете, кога немате име, кога немате знаме, кога уставот ви забранува да се грижите за малцинствата во Албанија, во Грција, во Бугарија, кога вие сами себе си забранувате да го дигнете гласо, да кажете ние сме македонци и ние имаме право. Името на државата се го кажете. Да, и се да кажете како што треба. И сега вие зошто тогаш да коленичите таму во Европската Унија, кога самата Европска Унија се уште не го одобрила вистинскиот пат на реформи. 17.10. го памтам говорот на Макрон 2019 година. Ќе бидат сега пета година, кај што тој кажа ние прво внатрешно треба да се реформираме. Нема ни Р од реформите во Франција, тие се сега во нов чорцокак и затоа ние сакаме да бидеме членка на Европската Унија. И треба да бидеме. Ние сме европјани и без Европската Унија. Не постоела Европска Унија кога ние сме биле дел од Европа. Дефинитивно. Ние сме соработувале со Европска економска заедница и Македонија можеше многу лесно како дел од Југославија да биде 10-та членка на Европска економска заедница по својот развој. И се ми дозволите, бидејќи сепак македонците од диаспората ми испратија неколку прашања, замолија од еден коментар, од еден така наречен, они го викаат Плачко, кој дефинитивно даде некои оценки за Трамп, нарекувајќи ги со многу лоши зборови. Одиме со изјавата на Сашо Ордановски. Трамп е еден релативно лошо образован човек. Многу мали, широки културолошки познавања има од светот, од историјата, значи тотална тапа. Исклучително нарцисоиден. Трамп на еден најрекетарски начин се обидува да се наплати со многу повеќе стотици милиарди евра отколку што помогна. Сакам да кажам, Трамп мисли дека е тоа шоу програма во која ни излегува, тресе глупости, лаже и дека тоа нема последици. Но за Украина 5 минути разговараха. Украина е решен проблем, бидејќи Трамп е толку антиукраински настроен. Путин за Трамп е како да кажем, како гуру, па тоа го има намачкано на леп како путер у тој разговор. Но не веќе комплетно на страната на Путин и тука, значи не само Трамп самиот, туку тој и неговите од Илон Маск па надоле, со една реторика која што многу наликува на неонацизам, многу наликува на поддршка на тој вид на струи. Сега го имате Трамп, кој што е на страната на, ја би рекол на страната на злото. Трамп веројатно да не е женамусловенка, он и не знае кај е Балканот. Там туку што ја објави војна на Европската Унија, јасно им кажа сакам да ве нема од мапата. Вакви какви што се сакам да дојат десничари неонацисти. Може ги некој Ако направи некаков притисок врз Софија да се надмине проблемот. Трамп да направи притисок врз Софија. Да, него. Види, македонците етнички во својата историја не покажале голем осет за проценување на состојбите во кои се наоѓаат. Толку ни сечело беглаци. Види, Елон Маск доаѓа, ја не знам луѓето дали знаат. Тој доаѓа од Јужна Африка човекот, со една исклучително компликувана семејна и политичка биографија, кој што е во суштина расист. Значи, сега Јужна Африка, камон. Добро. Го се извинјава, јас упо да вие Не, одлично. По барање на македонците од диаспората, со оглед дека реагира дека за ваков клиентелиста и абониран, како што викат, на Deep State, на длабоката држава, и на USAID, дали бидов и другиот негов соговорник, место да реагира, даде поддршка. Дали ваквите оценки Македонија и користат за нејзината развојна политика? Па, видите, не може да и користат затоа што сето ова за што слушнавме сега овој коментар е спротивно на оно што Македонија го постигна токму заради тие луѓе кои што со години не убедува да попуштаме, да веднеме глава, да се клањаме и да слушаме некакви, ајде да кажеме, треторазредни политичари пратени дали од Европската Унија, дали од било кој дел на светот, каде што нас ќе ни кажат, видете, вие не ве бива, вие морате да слушате, знаете како е, вие сте таква држава како што тие милува да нарекуваат, а никој од Македонија или од овие наши, би рекол, јавни чинители кои што ете говорат и на вакви емисии, кои што да кажат, чекајте бе, ние сме држава,
Ние со оваа држава си создадовме сами си изборивме. Дали вреди сопствениот народ да го навредиш, да го навредиш? Сами си ја создадовме, тоа никој не може нас да ни го оспори. А видите, и низ Белград, и низ Загреб, и низ Лјубљана марширала Црвената армија, и низ Софија. 44 година македонската армија броела 120.000 луѓе кои што си стигнале, ја ослободиле македонската територија со помош на Господ, но сами сме си ја ослободиле. Нити руска војска, нити сојузничка војска англосаксонска била на територијата на Македонија. И тоа секогаш треба да ни биде нашиот алем камен, нашиот камен темелник на македонската држава. Сами си ја направивме државата, ја создадовме со 25.000 жртви во Втората светска војна и понатаму дававме жртви потоа, да не говориме за граѓанската војна во Грција, кај што извршен класичен геноцид на македонскиот народ, но битно е дека ние самите треба да се цениме. Вакви коментари за Македонија, вакви коментари за Трамп не доликуваат. Тоа го правеше токму таа длабока држава Deep State 2016 Што ги храни? Што ги точно затоа што Трамп си победи 2016 година чисто, па му наместија судски процеси за руско замешателство. Па човекот се бореше 4 години место да му напредува Америка, да гради односи на светско ниво, тој се бореше да докаже и се докаже на крај дека нема руско присуство во неговите избори 2016 година. И затоа е Трамп сега толку енергичен. Затоа действува вака. Затоа ќе го обелодени и ќе ги обелодени сите сделки на мулти финансиските корпорации и на банкарски конзорции кои што му штетат на целото општество, не само на Македонија, на целиот свет му штетат и ќе преговара и со Путин, ќе преговара и со Си Џинпинг на начин дека потребно му на светот мирољубива коегзистенција, не му се потребни colorful revolution, обоени револуции, портокалови, шарени како што кај нас беа други. Да видиме како американците, за разлика од овие што се абонирани на USAID и Сорос, како американците зборат за Македонија визави госпоѓа Хилари Клинтон. According to Hillary Clinton, this tiny nation has destroyed America's democratic tradition. Well, there's all these stories about, guys over in Macedonia who are running these news sites, and I've seen them now, and you sit there and it looks like a, sort of low-level CNN operation. If I ever run for president, I want these same Macedonian campaign consultants who are the geniuses. Видовте господин Такер, светски новинар, за разлика како господинот Јордановски, кој плука на македонскиот народ, плука на Трамп, Такер обратно и врзијан, че се изразам така со таков сленг, спротив исто како Ордановски, не е шлаканица на господјата Хилари и кажа што се македонците. Екселенцијо, со оглед дека дипломатскиот кор веќе треба се дефинира, најкратко, со оглед дека важите за еден еминентен амбасадор. Ако ми дозволите, ќе го спомнам господинот Зоран Дабич, кој навистина безрезервно направи и прави максимални поддршка за Македонија на меѓународен план. Имаме ли шанса да ве добиеме како повторен здрав тим, дрим тим кој треба Македонија да го врати достоинството? Па јас веќе сум во една друга животна доба кога треба човекот да ги гледа работите во една друга димензија. Имаше една музичка номера, човек треба да застане и со други очи да погледа кон минатото. Така што мислам дека да им оставиме на помладите, на тие кои што навистина сметаат дека имаат сила и снага. Искуството вреди. Добро, може да се најдеме тука и таму со совет, со конструктивна идеја или нешто друго, но објективно треба да им оставиме на помладите тие да ја водат работата. Ние сме тука да помогнеме секогаш кога треба. За мене зборувам, ако некој не побара и да не праша, или оваков разговор со драг пријател со кој што сработуваме 30 и повеќе години од македонската телевизија уште. Значи, тоа е нашата функција, така го разбирам јас тоа, пред се како државјани на Македонија, како луѓе што си сакаме македонската држава. Ќе посакам добро здравје и благодарам што ми дојдовте, наистина најсензитивни мигови за мене, но и убави за Македонија, во секој случај сензитивни. Еве, спротив утрешната задушница, ве не очекуваат наскоро великденските пости, наредната е прочка. Вика Свети Иван Златус, човечки да грешиш, секогаш е почовечки да бараш прошка. Но, еве, да им посакаме навистина Царство Небесно сите починати, кои не се со нас физички, меѓутоа со духот секој ќе бидат живи со нас. Исто така, ќе посакаме на мојот драги мил син, имам привилегија во емисија Ѓорги. Сигурен сум тато дека и натаму за некој ден навистина ќе се вознешаш. И ти посакувам
Навистина, Царство небесно. Пријатна вечер.